Да, се враќаме во студиото, минути предвидени за првиот разговор. Разговараме за безбедноста во сообраќајот, како сите ученители, односно учесници во сообраќајот треба да се однесуваат одговорно, се со цел да имаме побезбедни патишта, но и секако да се чувствуваме безбедни и кога возиме, но и кога сме директни учесници во сообраќајот. Со мене во студиото е Игор Митревски, председател на Сдруженијето Медиум за намалување на жртви во сообраќајот од Скопје. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, ви благодарам за поканата. Игор, она што може би се наметнува како прашање постојано е колку сме безбедни на патиштата и каква е безбедноста на патиштата кај нас, имајќи во предвид дека тоа е можеби сублимат на однесувањето на сите учесници во сообраќајот. Значи не само кога сме зад воланот, туку и како пешаци, и мотоциклистите, можеби и сега последниот тренд возењето на тротинети, на велосипеди и така натаму. Генерално Државниот завод за ревизија имаше во последниот извештај нотирано голем број на, да кажам, клучни точки или проблеми на кои што се однесуваат, особено за безбедноста на патиштата. На што конкретно се однесуваат и како еве треба да делуваме? Така, да, убаво спомнавте дека секој од нас на различен начин е учесник во сообраќајот. Јас ќе спомнам еден наш професор од машински кој беше долги години вклучен во проблематиката сообраќај, сега за жал веќе покоен Миле Димитровски, тој кажуваше дека со самото отварање и затварање на вратата и излегување на улица ние сме веќе учесници во сообраќајот. Дали тоа, како што рековте, сме пешаци, дали сме зад воланот, дали сме велосипедисти, во поново време возачи на тротинети и така натаму, ние сме учесници во сообраќајот. Сега, она што го спомнавте, дека континуирано треба да се работи и да се подобруваат работите, тоа и го нотира самиот извештај кој го направи Републичкиот завод за ревизија, кој што констатира работи кои што за нас генерално не се изненадување следејќи ова проблематика, кои што се надеваме во иднина ќе се подобруваат или ќе се поправаат, се со цел да ги немаме овие бројки кои што за жал се високи. Според, анализирајќи го овој извештај на државните ревизори, 457 загинати во сообраќајни несреќи во 3 години, меѓутоа тоа се анализира од 2019 до 2023. Практично во извештајот се вели дека до неговото излегување април 2025 сепак се анализираат состојбите какви се, меѓутоа има навистина голем број на и загинати и голем број на тешко повредени во сообраќајни незгоди. Да, токму тоа го констатираат ревизорите и за жал тоа е така со декади назад и можам да кажам дека последнава декада, за жал и точно овој период кој го има опфатено во својата анализа Републичкиот завод за ревизија, беше многу критичен, при што во овој период се случија двете најтрагични сообраќајни несреќи, тоа е сообраќајната несреќа кај Ласкарци и сообраќајната несреќа на автопатот Струма во Бугарија, кој што од ЗДОА во принцип во Ласкарци животот го изгубија 16 лица, а на автопатот Струма 46 лица, и тоа беше и некаков, како да кажам, дополнителен прогрес на ова значајна бројка од 452 лица во овој конкретно период. Алармот се вклучува за практично по секоја сообраќајна несреќа, она што можеби не смееме да бидеме навикнати дека на улиците ни се случуваат сообраќајни несреќи со трагични последици и нешто што го вклучува алармот кај сите граѓани и можеби дополнително и гневот. Меѓутоа, на што треба да работиме е превенцијата. И сега дел од нотираните забелешки се кои треба интервентно можеби да се направат е формирање на агенција за сообраќај, да ги поврзува секторите за сообраќај од поедини институции. Колку е важна да речеме таква агенција, едно по едно ако ги анализираме. Потоа регистар на сообраќајни несреќи кој во иднина ќе биде споен со Европскиот регистар за сообраќајни несреќи, регистар на возила, подобрување на капацитетите на општинските совети и така натаму. Па да, сите овие работи кои што се спомнати во извештајот ни се повеќе од нужно потребни.
Зошто е потребно да се формира агенција за сообраќај? Потребно е затоа што следејќи ги примерот на европските земји кои што имаат такви агенции, а кои што имаат скоро 3 пати помал број на жртви во сообраќај од нас на милион жители, сметаме дека ќе помогне да се подобрат состојбите во сообраќајот и како што рековте, улогата или целта на формирање на таа агенција не е да се направи дополнително зголемување на онаа јавна администрација која што ја имаме и која што знаеме дека функционира во сите институции, меѓутоа во ова конкретно сфера е да се направи тело кое што, како што рековте, ќе ги искоординира другите институции, се со цел да се подобруваат работите во поглед на намалување на бројот на жртви и повредени во сообраќајот. И јас се надевам дека во иднина ќе се формира таа агенција. Тоа не мора да биде некоја гломазна агенција и така натаму, меѓутоа треба да биде добро структурирана за да даде резултат. Во спротивен случај само ќе имаме едно нефункционално тело. По она што го рековте за регистар за сообраќајни несреќи, исто така е многу важно, бидејќи сегашната анализа се прави само во две институции, тоа се МВР и Републички завод за статистика. Меѓутоа, за да се дојде до квалитетни мерки кои што ќе помогнат за намалување на бројот на жртви во сообраќајот, треба да се има и поголем број на инпут или поголем број на влезни податоци. Јас тука мора да спомнам дека во минатото имавме случаи пред неколку години каде што одредени извештаи на Министерството за внатрешни работи ни беа сомнителни, дури не беа забележени одредени сообраќајни несреќи во кои што имавме жртви и тоа се надевам дека во иднина не би требало да се повторува, бидејќи ако немаме точни податоци, немаме никаков простор да изнајдеме решение за подобрување на состојбите. Исто така во поглед на она што би требало да се направи и како продолжение на регистарот за сообраќајни несреќи, тоа е и регистарот за возила, при што ќе се има целосен увид на сите возила во Република Македонија, бидејќи сега во момент ние можеби имаме увид само на оние возила кои се експлоатираат на патиштата. Меѓутоа, ако земеме дека ние имаме и рурални средини кај што се експлоатираат трактори и друга земјоделска механизација, што во принцип некогаш е и причинител за одредени сообраќајни несреќи со фатални последици, и во тој поглед би требало да се направи и тој регистар за возила. На што најчесто кои ризик фактори можеби би ги издвоиле? На што најчесто се должат вака високи бројки, рековте споредено можеби со ЕУ или во други рамки? Зошто кај нас практично толку многу се гине на патиштата? Па многу се факторите. Јас и ние како здружение континуирано спомнуваме дека сообраќајот е комплексна тема, значи не е едноставна. Има повеќе фактори и еден од факторите кои јас и постојано го издвојувам дека сообраќајот не е изолирана тема од се друго што ни се случува. Од сите работи кои што, да речеме, го иритираат човек и кои што влеват дополнителна несигурност во сообраќајот. Понатаму самата патна инфраструктура исто така е многу значајна. Обележувањето на истата можам слободно да спомнам дека за жал во Скопје имаме доста необележени пешачки премини, што тоа е дополнителен ризик фактор. Понатаму техничката исправност на возилата исто така многу значаен фактор. За жал во овој извештај на Републичкиот завод за ревизија не беше спомната, меѓутоа е значаен фактор од аспект на старосна граница на возилата кои што се користат на патиштата и така натаму. И се разбира културата на однесување на возачите, што е исто така исклучително важна. Сметајки дека, што и го спомнав, земјите со низок процент на смртност на патиштата практикуваат да имаат алтернативни превозни средства, тоест да користат повеќе тротинети, велосипеди и така натаму. Меѓутоа, за жал, знаеме каква е состојбата со јавниот превоз на Скопје и тоа дополнително го
отежнува функционирањето на сообраќајот, значи ние дополнително вклучуваме екстра возила во сообраќајот, кои што доколку имаме добар јавен превоз, се надевам дека голем дел од нас нема да ги употребува. Така. Може би да споменеме и за средствата кои се повлечени во минатото, но во суштина нема намалување на бројот на жртви во сообраќајот. Па да, има доста средства повлечени во минатото по однос на интелигентните транспортни системи и тоа е добра работа, меѓутоа мене ми остави онакав впечаток бидејќи релативно голема сума е платена за пенали за средства кои што не се повлечени. Тоа остава за право да кажем дека кадровската екипираност, тој што го нотирал Републичкиот завод за ревизија, е доста квалитетно изготвена, бидејќи доколку сме подпишале некаков договор за одредени средства, тие средства би требало да се искористат за соодветна намена и доколку се искористеле во минатото, јас се надевам дека овој број би бил помал на жртви во сообраќајот. Да. Меѓу другото, верувам дека голем број на нашите граѓани би ги интересирало во дискусија за автоодговорноста, полисите и зелениот картон, особено сега во пресрет на летните одмори, сите знаеме дека ќе секој возач барем кој што може ќе ги извади, представуваат едни од поголемите поднос на цените во Европа. Еве ако направиме некоја споредбена анализа, но дали имаат некаков импакт во подобрување на сообраќајните состојби кај нас? Па да, во право сте дека доста голем процент од средства на граѓаните по однос на регистрација на возилата се користат токму за овие работи, за автокаско одговорноста и за зелениот картон. За жал во минатото ние не бележиме како здружение некои активности, конкретни активности кои што ги преземаат осигурителните компании, бидејќи знаеме дека доста голем број на средства се вложуваат во нив, меѓутоа за жал не видовме некоја позитивна иницијатива која што ќе помогне за да се подобруваат состојбите во сообраќајот и тоа одговорно го кажувам. По однос на вештачењето на сообраќајните незгоди, дали има подобрување на капацитетите, особено бирото за судски вештачења, што имаше дел во извештајот на државниот ревизор и по однос на подобрување на самите капацитети на институциите, регулирањето на телото за издавање на лиценци и така натаму. Па да, тоа е секако проблем и затоа веројатно во извештајот кој што го направи Републичкиот завод за ревизија, прво стои дека е интервентно потребна да се формира агенција за сообраќај која што ќе ги искоординира овие работи. Ќе ги има надлежностите во рамки? Ќе ги забрзува, ќе ги катализира процесите на издавање на лиценци и така натаму, ќе ги координира министерствата кои што ќе бидат вклучени во оние издавање на лиценци за судски вештаци и така натаму. Тоа е проблем, особено во оние сообраќајни несреќи со многу жртви, на почетокот ги спомнав сообраќајните несреќи, ласкарци и струма во Бугарија. Особено од аспект на вештачење треба да имаме точни и прецизни информации за да тие информации понатаму се правилно процесуираат во судските процеси. Така, од она што може да, барем што го најавија надлежните, дека системот Safe City, безбеден град со кој што располага и управува МВР, ќе биде имплементиран и односно е имплементиран или функционален, меѓутоа веќе од 2026 година ќе има и засилени контроли. Првично ќе биде како со опомени, меѓутоа потоа ќе има и по-ригорозни казни на кои што ќе им претходнат законски измени. Што практично тие може би донеле? Па јас и ние како здружение долго време говориме дека тоа ќе помогне за подобрување на состојбите во сообраќајот, меѓутоа нема трајно да ги реши овие работи. Затоа сметаме дека потребна е континуирана работа и вклучително и со тоа што постојано го говорам, не треба репресијата да се зема како репер, значи не треба казната да ни биде некаков репер, значи доволно е да направиме мало подобрување на културата на однесување во сообраќајот, а сметаме дека во овој случај
од Safe City би требало да ги вклучиме оние негативни поени кои што ги имавме во минатото, кои што се добар показател во земјите со низок процент на смртност на патиштата за подобрување на состојбите. Еве, ајде една компаративна анализа, рековте, голем дел на европските земји велите да биде тоа со превенција, со едукација, со развивање на таа, да речам, култура сообраќајна, меѓутоа од друга страна знаеме дека барем по искуствата надвор дека се поригорозни во однос на казните за да може нели да има поголем ефект. Сега да направиме една споредбена анализа кај нас и надвор. Пак ќе кажем, значи сообраќајот не е едноставна тема, комплексна е. Еве ако го споредиме и по однос на примањата на еден жител на Холандија и на Франција и на еден жител на Република Македонија, во таа компаративна анализа би требало да се земе и тоа во предвид. Да. Се разбира дека животот нема цена и дека сите треба да помогнеме за да се подобрат работите, меѓутоа ние сме поборници за оние што направиле сообраќаен прекршок со фатален крај, тие да бидат санкционирани и оние на кои што им се повторуваат оние, како што ние ги викаме, толерантни сообраќајни прекршоци. Доколку нема некаква запирачка по однос на неговото однесување, да се санкционира. Би имале поголем ефект? Сметаме, да, и значи скандинавските земји исто така ги имаат негативните поени, понатаму Германија и Италија ги има во своите регулативи негативните поени и сметаме дека е во ред. Да. Меѓутоа, пак ќе дојдеме до една работа, да речеме, тоа сепак би било за граѓаните на Република Македонија, доколку некој странец кој што транзитира низ Република Македонија и направи сообраќајен прекршок, нема како на него да му не знам, запишете негативни поени, веројатно до оној момент кога ќе станеме полноправен член на ЕУ. Така, се зборува постојано за градење на стратегии кои што би биле нели подолгорочни и кои што на подолгорочен рок би можеле да ги анализираат, да ги детектираат проблемите, а потоа и да се наоѓаат решенија нели за истите. Имаме ли ние стратегија и како да се изготвите едно трајно решение кое што практично би било и правилник за сообраќајот? Па да, потребна е национална стратегија за подобрување на состојбите во сообраќајот. Мислам дека последниве 5 години ние немаме национална стратегија за подобрување на состојбите во сообраќајот, кое што ќе ги следи оние европски и светски трендови за сведување на жртвите во сообраќајот до 2050 на 0 или до преполување на бројот на жртви во сообраќајот 2030 и тоа би требало да се направи. Ние мислам дека владата има формирано некое координативно тело за изготвување на национална стратегија, меѓутоа таа треба да опфати повеќе сегменти за да кога ќе ја донесеме да биде стратегија која што сите ќе се стремиме да се исполни. Мислам дека тоа го имаше и нотирано и ревизорскиот извештај. Ќе се постават некакви мерки на краток, среден и долг рок. Да, не се во целост остварени, еве целите од последната национална стратегија што споминавте, по истекување на периодот за имплементација не е донесена нова национална стратегија. Да, последните 5 години, еве, за жал, немаме национална стратегија. Сега тоа треба да се запрашаат институциите кои што работеа последните 5 години, зошто не е донесена таа национална стратегија. Видете, ова да не биде некакво обвинување, можеби по донесувањето на таа национална стратегија, некои работи ќе останеле исти, меѓутоа би требало да се направи така. Така, евиденциите и базите на податоци на надлежните институции не нудат целосно и доволно и лесно достапни информации во реално време за сите засегнати страни. Отсуствуваат податоци за географски координати на локацијата на сообраќајните незгоди. Колку е таа една база на податоци би била важна и за вас како здруженија генерално нели во креирање на одредени информации, извештаи и така натаму, но од друга страна на градење на политики за сообраќајот?
Да, таа база на податоци веројатно ќе биде важна за сите, и за ревизорите, и за здруженијата, и за граѓаните и така натоа. И тоа во конкретниот случај со технологијата која што ја имаме не е некаков особен проблем, само треба да се има волја. Она што го спомнавте за геолокациите на сообраќајните несреќи, тоа е многу важно и со тоа ќе се подобри оној дел што го спомнав на почетокот за подобри влезни инпути при анализата на сообраќајните несреќи. Има можност да се направи тоа, да видиме дали ќе има институционална волја за да се подобруваат работите. Така, голем број на несреќи беа дел со судски епилози и со казнена политика онаква каква што е, во зависност од делото, од тежината на самото дело, меѓутоа во однос на тие судски процеси, особено кога има голем број на семејства или на загинати кои што бараат повисоки казни и поригорозна казнена политика. Како би ги изанализирале овие делови, оваа, да речам, казнена политика и висина на казни кои што практично го подгреваат гневот кај семејствата од една страна, а од друга страна пак имаме сега барем последнава што беше судска разрешница за сообраќајната незгода во која што загина младата Фросина, имаше изречена казна од 12 години. Таа е една од повисоките казни кога се работи за сообраќајни вакви незгоди или прекршоци, меѓутоа генерално за овие немили настани кои што навистина го вклучуваат алармот кај сите граѓани, гневот, но од друга страна и да размислиме малку повеќе за тоа какви учесници сме во сообраќајот. За жал убаво рековте, треба да размислиме какви учесници во сообраќајот сме сите, за да не доведеме такви трагични сцени, да ги гледаме солзите на родителите и роднините пред камери, од кога ги изгубиле своите мили, дополнително да им се влева револт и гнев и кон институциите и кон општеството кон се. Што треба да се направи по однос на казнената политика? Знаеме дека казнената политика или судството во Република Македонија е рак рана не само за сообраќајот, туку и за другите области во општеството. Сите знаеме дека процентот на доверба во судството е доста низок. Меѓутоа, по однос на сообраќајните несреќи е многу неблагодарно да се зборува и јас во овој случај сум на страната на родителите и на луѓето што изгубиле близок во сообраќајна несреќа, бидејќи како што и самите роднини и родители зборуваат, тие не можат со никаква казна да ги вратат нивните блиски. Сега по однос на казните, зошто во минатото не били изрекувани поголеми затворски казни, и тоа е факт за сообраќајни несреќи, ние многу добро ги следиме тие случаи, имавме дури ослободителни условни казни за сторување на сообраќајни несреќи со фатален крај, што е далеку здрав разум. Значи, казнената политика, и тоа ние континуирано го кажуваме, за лица кои што сториле сообраќајни несреќи со фатален крај, треба да биде задолжителна, доколку семејството на загинатите или на починатото лице не се произнесе поинаку. Во спротивен случај казните би требало да бидат поригорозни, за да имаме некаква опомена дека животот ни е значен на сите. Сега малку, Игор, би те вратила назад на претходниве прашања кога говориме за тоа дека треба да бидеме малку, односно вие размислувате во таа насока дека превентивно треба да се делува едукативно. Так. Дали можеби е подобро да биде казнената политика поригорозна во самата законска рамка пред да се случи, не дај Боже, некое дело? Видете, јас тоа го кажав бидејќи
Техниката е 1 и 0, значи таа има резка граница. Конкретно предпоставам дека вие прашањето за тоа што го реков, треба да бидеме толерантни по однос на негативните поени. Да им се даде, повеќе време, па да се... Меѓутоа, видете, значи, сообраќајот е, да речеме, динамичен и некој родител што си го носи детето од сабајле, кој што ќе биде снимен на место кај што се регистрира со 51 км на час, веднаш ќе мора да плати парична казна, бидејќи и 51 км на час е прекршување на брзината на однесување во сообраќајот и затоа ние сметаме дека прекршоците или ги делиме во две групи, значи толерантни и нетолерантни. Толерантните сообраќајни прекршоци на некаков начин се опоменува сторителот дека направил некаква грешка и за да се коригира. Нетолерантните веќе ќе треба така поригорозна политика да не сигурно. Ќе видиме. Да, во ред. Ви благодарам многу за гостувањето. Верувам дека ќе бидете дел нели од да кажам експерти кои што ќе бидат вклучени во креирање на политиките генерално за сообраќајната култура кај нас и верувам дека ќе дадете свој удел, затоа ете барем од овие примери пластично кои ги споменавме во однос на толеранцијата, од првичното она што кажавме дека ќе има нели до 2026 година има простор полека да се навикнуваме сите чинители во сообраќајот, меѓутоа генерално да ги почитуваме сообраќајните правила бидејќи безбедноста во сообраќајот е клучна за сите нас. Точно е, почитувањето на правилата во сообраќајот треба да ни биде императив на сите, бидејќи ние секојдневно не сме сторители на сообраќајни прекршоци со фатален крај. Тоа се случува многу ретко, за жал, меѓутоа се случува. Затоа би требало да ги почитуваме сообраќајните правила и прописи. Јас следејќи проблематиката сообраќај, би бил задоволен доколку ние успееме за следните 5 години да го симнеме бројот на жртви во сообраќајот под 100, истиот следните 5 години да го одржиме под 100. Сметам дека тоа на земји дури со повисок стандард од Македонија не им успеало, да пробаме со сите активности да го направиме тоа ние. Ние како здружение и јас лично како индивидуа ќе дадам допринес по однос на сите прашања за кои што сметам дека би биле важни во процесот на имплементација на нова национална стратегија и така натаму. И пак ќе кажем, сите треба да бидеме дополнително внимателни, еве користам и приликата да ги замолам учесниците во сообраќајот да го ценат повеќе животот и нивниот и на сите други учесници во сообраќајот. Така, поголемо внимание и поголема толеранција секако. Апсолутно. Ви благодарам многу за гостувањето. Благодарам и вам. Почитувани, правиме кратка пауза и се враќаме повторно во студиото.